И основното училиште Гоце Делчев во Штип ќе добие сензорна соба за инклузивно и квалитетно образование. Општината преку проектот кој го спроведува фондацијата Чекор по Чекор, а кој е финансиски поддржан од Германското друштво за меѓународна соработка, ќе набави и електромоторен транспортер, кој за почеток ќе го намени за основното училиште Ванчо Брке, каде има ученик во инвалидска количка. Преку овој проект ќе биде опремена една просторија, односно ќе имаме една сензорна соба и ќе набавиме електромоторен транспортер. Сензорната соба ќе биде опремена во основното општинско училиште Гоце Делчев, а додека електромоторниот транспортер ќе биде дадено на општина Штип, а општина Штип ќе го даде на користење на основното училиште Ванчо Брке, бидејќи по проценката која што беше направена во сите основни општински училишта, во основното училиште Ванчо Брке веќе имаме ученик кој што е со телесна попреченост, односно е со инвалидска количка, за да може да се движи слободно во просториите на училиштето. Сензорна соба неодамна доби основното општинско училиште Димитар Влахов, а целта на ваквите соби е да можат и децата со попреченост да се вклучат и да учат заедно со останатите деца во основните училишта. За ова се потребни просторни услови, кои засега ги имаат обезбеден овие две училишта, како и училиштето Ванчо Брке. Тендерската постапка е завршена, а конечниот резултат се очекува да се види до крајот на месец ноември. До средината на месец ноември се очекува да биде опремена сензорната соба, односно основното општинско училиште Гоце Делчев веќе работи на средување на просторијата, односно е обелена истата, така што се очекува опремата за опремувањето на сензорната соба да пристигне во текот на наредната недела и средината, односно најдоцна до крајот на месец ноември, да биде опремена сензорната соба и да го набавиме електромоторниот транспортер. Финансирањето кое го реализира надворешниот партнер е во висина од 5000 евра, но со оглед на тоа што не се доволни за сензорната соба и електромоторниот транспортер, општина Штип ќе обезбеди не повеќе од 700 евра за оваа намена.